Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Тенискиот спорт во Македонија има долга традиција и не случајни беа оние резултати што ги постигнуваа, например, Русевски и Магдинчев во последно време во оние Девис куп надпревари. Тенисот се игра уште пред Втората светска војна и тоа не само во Скопје. Имаше тениски терени во Битола, во Тетово, а сепак центарот може да се каже дека беше Скопје, особено оние познати игралишта на тенискиот клуб Југ, кои ден денеска се лоцирани таму во Скопскиот градски парк. Се сеќавам таму некаде на почетокот на 50-тите години, уште како дете кога одев таму, ме привлекуваше тој спорт, па имав можност да се запознам со две личности, впрочем татко и син, Никола и Душко Самолови. Тие беа дојдени некаде од Војводина да работаат тука со младите тенисери од Македонија. Тогаш таква беше организацијата во државата, па тогашната Југословенска Совка, така ја викавме, така се викаше Сојузот на организациите за физичка култура, праќаше стручни лица на територијата на цела поранешна Југославија за да ги обучуваат младите не само во тенис, фудбал, ракомет, во сите спортови. Ете, падна во Скопје да дојдат таткото и синот Самолови, па тие живеа и таму на тениските игралишта, каде што се сега соблекувалните, канцелариите, па она кафеана, уранија. Тука се одвиваше целиот живот. Тие собраа многу дечиња во тој период кои се интересираа за тенисот и така почна еден поинтензивен развој на тенискиот спорт. Значи, ништо не е случајно, а во тенисот тогаш имаше една плејада добри тенисери, меѓу кои беше и денешната наша спортска легенда Васе Апостолов. Тој беше неколку пати шампион на Македонија. Од 12 години почна да игра тенис, но да не кажувам јас за неговата кариера, тој е тука во студиото, па сега ќе поразговараме за времињата минати, за почетоците. Васе, што беше она што те привлече, еве и ден денеска не си разделен од тенискиот рекет, што те привлече да дојдеш тамо и да почнеш да се занимаваш со белиот спорт? Само за момент да кажем, денеска е шарен. Тогаш беше бели топчина, бела опрема, денеска кој во што стигне, па и топчината еве се жолти, утре ќе бидат црвени, така белиот спорт изгледа останува само за скијањето, тамо се е бело, ако ништо друго, барем снегот, а во тенисот се менува работата. Тогаш се знаеше црвеница со бели означувања на теренот од ВАР, Патики Борово, бела мрежа, бели топчина, бела опрема и така натаму. Прво ти благодарам, Зоки, што ме покани. Па веќе сум меѓу најстарите играчи кои има поголеми резултати. Случајно дојдов на тенисот. Крив беше твој колега Љубомир Гајдов, ми беше соученик во основно училиште Гоце Делчев и он ме повлече еден ден, дојди да види шо. Ми даде рекет, пробавме малку и видов дека ми легна. А пред тоа игра пинг-понг, така да имав некое знаење. И на првото пионерско првенство, после месец дена, ја станав пионерски првак на Македонија. Кога беше тоа? Можеш да се сетиш? Тоа е 55-та година. И ме повлече максимално. Имав среќа исто со мене, кои растевме како пионери, јуниори, сениори, имав добри другари и тенисери, така да имаше еден голем надпревар меѓу нас и тоа допринесе да напредуваме повеќе. Ривалитетот на вистина беше голем тогаш. Да. Беше ти, беше Гањо Штериев, Гањо Мојсовски, покојни Драги Јовановски, покојни Гањо Штериев, покојни Кире Поповски, Поповски, Михајловски, Масарот, така да Михајлов, Јанчулев,
Панов, многу, и имаше еден напревар меѓу нас. Стално, секој првенство, кој ќе победи, кој ќе победи. И тоа не влечеше напред. Голема среќа имавме и што научивме доста од најголема благодарност на Ѓуровски Милутин Уте, бидејќи он беше татко и мајка на тенисот, едно 20-30 години, стварно легенда за тенис. Исто многу научивме од Самолови, татко мој синот, Дуле, кој се уште во Германија, татко мој покојни, кои не учеа нас и во прво време Штериев одскакнуваше од нас, беше поснажен, физички јак, али ја бев најупорниот и највеќе му се одадов на тенисот. Највеќе тренирав. Сите други помалку тренира, малку ноншалантно, ја нон-стоп, и успеав таму негде 60-та, 61-та, 63-та да доминирам во тенис. Каријата ми ја прекина земјотресот, една година паузиравме, не знаевме што да правиме, бевме во топ форма, добри играчи, игравме по цела Југославија, не знаеа, во Љубљана, Загреб, Београд, Суботица, Бачка Топола, Дубровник, Сплит. На сите турнири игравме и секаде имавме добри резултати. Мој најголем резултат беше пети пионер на Европско првенство во Суботица, тоа е добар резултат на европско ниво, и втор резултат ми беше втор јуниор во Југославија, во Марибор, кај што го играв најдолгиот меч во историја на југословенскиот тенис. Колку траеше? Траеше у 8 почна, у 3 заврши. 7 сати. Што сте правеле? Се сеќаваш на противника? Пимплавме Штолцер, добар играч од Загреб. Ја бев исто во добра форма, он во добра форма, а и слични играчи бевме, повеќе на техника, него ли на мрежа, кратки поени. И пимплавме, секој топче по 30-40 пати го префрлавме, али кога дојде 3 часот попладне, двајцата бевме гроги. Не можевме ни рака да си пружиме, мислам. И стои во новини го има тоа. Значи, вие еден работен ден, да, практично 8 часа играте. Да, неверојатно. Мислам дека 5 кила ослабев тој ден. И негде ми броеле околу 35 кока-коли сум испил на тој меч. Значи, после оние тек гемови на кока-кола и продолжување. И бевме црвени како рак, беше топол ден и сунчани како цело лето. Да. А почетоците вака со кои противници имаше најмногу проблеми, со кои ти беше полесно? Ти рече дека ти се одаде на тенисот, другите лута, шета, Гањо беше добар ракометар, играше за работнички во прва, Сашо Панов, скијање, пинг-понг, кајак, сите спортови. Михајлов послабо играше, Јанчуле послабо. Највеќе јас се одадов, а во почеток Штериев беше физички поснажен од мене и ја не можев да му парирам. Али кога ојачав ја, кога дојдов 17-18 години, кога станав појак се, со мојата техника и трчање и упорност, Штериев веќе не можеше да ме победи. Како изгледаше тогаш таму на терените кај тенискиот клуб Југ? Имаше и публика, финалните мечеви се очекува. Имаше по 3000 гледачи на финале републичко. Тоа беше неверојатно. Мислам, ние и трибините беа многу блиску до нас. Навивање, неверојатно беше, мислам. Многу убави спомени. Секој си имаше свој фан и чека кој ќе стигне до финалето. Да. На некој меч од тоа време дали може да се потсетиш? Финале, например. Па финалиња имав со Штериев и со Панов. Тие беа редовни финалиња. Сашо го ценам како играч многу, беше многу интелигентен и непредвидлив, мислам. Па тој и во животот таков остана. Да, не можеше да видиш кај ќе удри се,
ali padjaše tek na meč od kondicija, vidjeći ne se spremaše dobro i padjaše kondiciono i ne može da drži kontinuitet. A ti so pimplanjeto? A ja so pimplanjeto, so kratenje, so lobovi, so raznovrsna igra, to беше moj stil. Имав среќа, Палада беше во Скопје дојден да не тренира месец дена и во тој тренинг беа Штериев, јас, Панов, Ночев, Лазовски, Јовица и месец дена тренира, требаше да даде извештај на крај на тие тема. Палада беше марка, светска марка. Да кажеме за него дека своевремено беше рекет број 1 во поранешна Југославија. Репрезентативец. Девис куп репрезентативец и еден од најдобрите во Европа беше во периодот кога беше во суперформа. И беше тренер на германската репрезентација после неколку години во Германија беше така. Па германците со него и во Девис куп постигнуваа добри резултати. Да. И на крај извештај даде и извештај беше следниот. Вика, најперспективен Васил Апостолов. Има техника, трча, упорење, борбен, ми се допаѓа тоа. Штериев е добар материјал, ама треба да се делка многу. Панов е разноврсен, игра лево-десно, али не може многу да оди горе. И тој негов извештај многу ми помогна, ме стави ме предложи во Галеја куп репрезентација на Југославија со 20 до 21 година и тоа се играше во Виши во Франција, многу јак реномиран турнир. И отидов на припреми у мај месец у Сплит, Франуловиќ, Минчек, Славичек и јас. Тренираме една недела, удри, бура една, ни топче можеш да погодиш, ветришта, и се прекина припремите и со тоа мислам дека малку и кариерата беше преломна за мене, да отидов во Галеја куп, се ќе одев многу побрзо горе, вака малце ме заустави. Ја се збори за Васе Апостолов, тоа е да се каже за една историја на македонскиот тенис. Еден од основоположниците на македонскиот тенис, со група на луѓе како што беа Душко Самолов, Никола Самолов, Ѓуровски Милутин, Штериев Гаврил, Владимир Михајлов, тоа беа основоположници на тенисот у Македонија и тоа беа најзаслужните луѓе кои го донесоа тенисот таму кај што се наоѓа моментално тенисот у Македонија, кој до пред краток период бевме меѓу 16 држави у светот. Со потенцирање на таква една структура на луѓе кои дојдоа до еден степен каде што едноставно не ги интересираше успехот на овие наши мускетари кои го донесоа на врвот, тоа беа Русевски и Магничев, и у моментот не гледам шанса да следејќи бар 10 години Македонија се врати на ова ниво кој сега се наоѓаше. Иначе, ако се збори конкретно за Васе Апостолов, тој многу рано дојде на тениските терени у југ, беше повеќе кратен пионерски, јуниорски и сениорски. Ја представуваше Македонија буквално у цела Југославија и у сите категории кај се такмичеше постигна максимум. Што значи? Беше член на Југославска репрезентација у пионери, беше член на Галеја у јуниори и константно беше меѓу 15-те најбољи сениори Југославија. Неговата, да кажем, успешна кариера ја комплетираше што стана и тренер у Германија, кај што буквално 5 години успешно работеше. Друго што би кажал, кој човек страшно коректен, кој играч, пошто јас сум бил после него, не си можел да го победиш ако не го нападнеш. Буквално од позиција на регуларно играње, ретко кој Југославија може да го победи, така да се работело стварно за еден извареден тенисер, извареден борец,
оне што ќе го победам, тој има за прење мишиши. Буквално кажано, бидејќи сварно било раритет да се победи и еден од ретките кој имал многу малку порази на македонско тло. Мислам у Македонија. Своите најголеми успеси ги постигнал на државните правенства, јуниорски, пионерски и сениорски, а тоа што отиде у Германија, валјда било тренд у тоа време да најуспешните тенисери буквално една печалба, бидејќи условите кои ги пружал југ биле ограничени. До 63-та година рече имаше така непрекинати тренинзи. Да. И во тој период дали може да сумираме нешто, да кажеме колку титули пионерски, младински, сениорски и така освоени на првенствата на Македонија? Па не можам 100% сега, али оно што се сеќавам, сигурно 2 пионерски, сигурно 3 јуниорски, сигурно 4 сениорски, па после избиран за најдобар тенисер преку федерација, сигурно едно 5-6 пати бе биран. И... Значи тоа беше твојот период таму некаде од 56-та, 7-та до 60 До 66-та пред одам за Германија. А после земјотресот, после земјотресот една година паузиравме. Како се консолидира тенискиот клуб Јук, еве да се потсетиме. Малку беше замрено се и најдовме сили 64-та, веќе мал турнир некој се одржа, 65-та и републичко првенство се одржа, и јас го освоив тогаш 65-та. Ми се чини и 64-та го освоив. Не можам 100% да се сетам. И почна мој размислување што да правам. 23 години. Во топ форма. Штета да престанам да играм. Мислам, толку сум вложил. Дуле Самолов со татко му у Германија беше тренер и ме повлекоа. Би замолив, ме викна и почнав во Германија. 5 години бе во Германија. Сега пред одењето во Германија, уште малку вака да позборуваме за тенисот. Ме интересира, веројатно и гледачите, оној период после земјотресот, затоа што знаевме условите тешки. Кој останавте од тие тенисери што претходно се појавувавте на републичките првенства? Сите останавме. Сите, значи... Никој не дига раце. Никој. Сите цела останавме. генерација? Цела генерација се продолжи во скромни услови. Немаше кабина, малку терени. Колку терени имаше? Тогаш имаше 2 терена. 2 терена и тоа беа од оваа страна, од кај Езерцето. Од кај Езерцето. А после се праве овие другите терени од другата страна. Тоа се направи новата зграда и ваму терени. Ние почнавме со 2 терена. Тогаш колку момчиња, девојки доаѓа на тенис, вака клубот Јук, колку број? Па мислам дека турнирите кои ги игравме јуниорски имаше 32 момчиња, јуниорки 16, сениори негде до 64 се собираа играчи. И многу голема среќа во тоа време беше што генерал беше овде на Скопска армијска Бубањ, а беше он пасиониран љубител на тенис и ни ги носеше најдобрите играчи од Југославија да служат војска овде. Покрај тоа што служеа, ние и не тренираа. Така да имавме тренинзи со Јахшич, кој беше негде трети играч во Југославија, Ризван Беговиќ, да. Многу јак играч. Подсети и мене сега на тие играчи. Пашич беше овде. А иначе турнири имаат играно порано во Скопје и Камило Керетич. Еден турнир имаше кој беше првак на Југославија. Брановиќ, првиот државен првак на Југославија, беа во Скопје на турнир. Имаше еден интернационален турнир кај што игра египјани. Така, интересно беше прв турнир. И што беше твоето најсилно оружје, осем нервите, можеше да издржиш и кондицијата, долго да играш, вака што ти правеше посебно задоволство кој ќе одиграше за некој поен, еве, во некој надпревар? Јас не правев атрактивни поени. Се бранеше повеќе и така? Највеќе сакав да
da go izmešam igračot levo-desno i na kraj da mu skratam i da ne može da stigne. To mi više golemo zadovoljstvo. I tako uspjevaš da dojdeš do gemovite, a? Da, ili da go dovlećem do mreža, pa da go lobiram, pa onda trčam nazad da se mači, pa da vrati, pa pak da mu skratam. Pa... Ja ne bih onoj fajterski igrač, nego povećena tehnika. A što ti беше najteško? Što te mačeja protivnicите? Teško mi беше oni igrači koji ima jak servis, me isvrlao teren i izleguvana mreža. Tije mi beja nezgodni protivnici. Da, treba da vratiš, a to je veke na mreže i može da plasira. I nezgodni beja igrači koji ima mnogo kondicija. Tako da... Tuka dvajcata veke, koji ti izdrži, izdrži. Ubitačno, nema tu. Dobro, 66-та дојдовме до одењето во Германија. Таму каде и како продолжи кариерата? 66-та отидов во Емерих, тениски клуб. Малку имаше проблеми у почеток, јазик да се снајдеш, али брзо се снајдов. И јас бев универзален таму. Играв и за екипа, тренирав јуниори, јуниорки, сениори. И многу бев добро примен во клубовите. Мислам, ја бев изненаден од условите кои ги има. Се чудев какви услови имаат овие да играат. Све им е наредено. Убави рекети, убави патики, убави дресови. А ние овде игравме со борово патики, со обични мајци, со некои слаби рекети. Ја тогаш таму се препородив, мислам, тоа беше. Играв во повеќе клубови, бидејќи аранжманот не можеше во еден клуб повеќе, играв во цела таа Нидеррајн област, околу Диселдорф, Дуисбург, Меншегладбах, Емерих, Клеве, Мојлан, Калденхехен, многу клубови и остави добри спомени. Сите клубови пишуваа у новини за мене, имаме добар тренер, Апостолов, таму, ваму. А дали настапуваше на турнири, бидејќи беше млад се уште? Не, играв на турнири, она лиги што има нивни, овие Крајс, Лига, Бундеслига, играв на тие лиги, али победував, бидејќи не беа оние топ лиги, него беа оние а тамо не може да со нас да игра. Мислам, и јас, Михајлов дојде после. Михајлов го викавме Грицко. Грицко. Е, по тоа многу грицкаше семки. И љубителите на тенисот во тоа време. Во Германија до кога? До 70-та година, 5 сезони, али размислував дека од тенис ја веќе се оддадов на оној, не оној такмичарски тенис, него полутакмичарски. И тука не можеш да напредуваш многу. Или играш врвен тенис, нема да тренираш деца. Ако тренираш деца, ти паѓа формата и се, мислам, играш мек тенис, се тоа. И одлучив ја, пошто такви беа условите, викам, ја ќе си студирам, ќе си завршам факултет. Летно време у Германија 7 месеци, зимно време студирам овде и така 5 сезони таму, 5 сезони и го завршиш електрофакултет. И 70-та година во Германија ми доаѓа позив за војска. Што да правам сега? Да прекинам со тенис, да одам војска, да останам овде, да саботирам, да не одам војска, 10 години не смеам се вратам дома. Нема да видам ни супругата, ни родителите, ни другари. Значи, ќе станам емигрант, а некако не ми доаѓаше тоа и одлучив се вратив, освоив војни рок, а и тоа малку ме уназади малку, бидејќи една година не играш тенис и се. И овде не се вратив назад, имаше дилеми да се вратам пак, не се вратив, останав овде, продолжив да играм тенис и така. И до кога траеше кариерата? 74-та ми беше финале играв со Тошо Николовски. Тој надојде после нас, после нашата генерација, надојде Тоше. Да, Тошко, добар, јак играч беше. Па после Тошко дојде Батев, па дојде Шевченко, па дојдоа Русевски, Магдинчев и така. Тогаш во меѓувреме и Ночев беше. Ночев, Лазовски, тие беа прво после нас, после Тошко. Така да... А Милутин Ѓуровски
Чичко Уте популарниот цело време тука со вас. Мајка и татко. Мислам, многу направи за тенис. Многу. Ај вака да се подсетиме за времето, имавте дружење, еве го спомнавме Уте, како изгледаше еден ден, затоа што знам тогаш сите спортисти заедно се одеше и на Корзо после, па во Ванила, па Боза, па тие работи. Едноставно, каква беше прославата после освојувањето, например, на титулата. Јас знам во атлетика, покојни Чедо Шаревски ќе не однесеше на Еклери, Боза и Тулумби во Ванила. Да. Па скромно беше, во тие години беа скромни години. Мислам, немаше многу прослави. Бевме многу задоволни едно пехарче, ако добиеме, тоа беше дома, стои, фалење, немаше. Ние бевме чисти аматери. Немаше финанси никак. И како изгледаше еден ден за да се направи споредба сега тренингот и тогаш тренингот? Еден спортски ден на Васе Апостолов, еве, например, во таа 60-61 кога беше во шпиц форма. Ние повеќе кога трениравме тогаш по 5-6 деца, тренерот, ајде форхенд вежбаме, ајде бекенд, ајде волеј, але мислам техника повеќе, а иначе она тактика, стратегија немаше така. Секој си ја измислуваше во зависност од играта и противникот. Кондиционо ќе не пуштеа по 2-3 круга у парк да истрчаме, да се вратиме, не беше систематски, не беше. А сега овие светски играчи сега околу себе имаат 10 луѓе околу себе, и доктори, и психолози, и масери, кондициони тренери, што ти немаат околу себе, ние немавме тоа. Такви беа времења. Добро, ама немаше кондиционен тренер, ама издржа 8 часа да играш. Овде во Македонија, кој ти бил најдолг меч? Со Тошо Николовски, ми се чини, траеше негде 4,5 сата и он е 10 години помлад од мене. Ја бев у залезна кариерата, он беше у подем, кондиционо набиен максимално, али јас со техника, со искуство се успеав да му поведам 2-0, 2-2 изедначи и 5 сет му поведов 5-0. И почнаа да ме фаќаат грчеви, доле, лево, десно, почнав полека да одам да се движам, а он го искористи тоа и 7-5, бам. Тоа беше тежок меч. Значи, он направи серија од 7, ти остана на 5. Тежок меч, мислам. Што беше тоа финале? Финале, републичко финале, да. И тука да не беше твојот крај од тука веќе реков, Васе, доста е више, на младите останува свет од 31 година, така да амбициите беа веќе паднат, али не престанав. Влегов во функционерскиот живот на спортот. Ја бев, после тренер бев, ги тренирав Деспотовски, Дели Николов, Китинов, доста се трудев, не сакав тоа знаење што го имам у себе да го фрлам у вода. Мислам, тоа беше акумулирано 30 годишно знаење, мислам. И така, па после станав и спорт директор, па председател на клубот бев исто 4 години кога бев директор на Искра Делта, па така финансирањето малце го леснував на клубот. Во кој период беше председател на Јук? Од 82 до 86 бев председател на тениски клуб Јук. Па он беше и тренер неколку години со младите категории пред повраќањето од Германија. Кога ние биравме, да кажеме, управа, увек бил или у стручната екипа на тенискиот клуб Јук или Тенискиот сојуз на Македонија, и еден период као заслужен спортиста 88 и 89 беше успешен председател, за кој таа година, 88 под негово владение, тенискиот клуб Јук доби
13-та олимписка награда, што се рачунеше за извареден успех, со тоа што, ако знаеме под какви услови работел Јук, да добиеш 13-та олимписка награда у Скопје меѓу толку богата, да кажем, историја од другите спортови, беше стварно изваредна заслуга. Ќе позборуваме и за сегашниот тренд на развој на тенисот кај нас и тенисот во светот, но ме интересира, повторно ќе се вратам назад на тоа време. Посебно ме интересира, бидејќи Сашо Панов го споменувавме, долго време и во МТВ заедно работевме, тој беше режисер, ги реализираше, речиси, сите оние спортски преноси, мислам комплетна една спортска личност, и сега зимно време кога одат луѓе на Попова шапка, го среќава тој, штом падне првиот снег е горе, штом се стопи снегот, доаѓа овде во Скопје, за да стигне и до кладилниците, нешто да исполни, да добие и така. И предпоставува што ќе те прашам, за некој доживување со Сашо Панов, некој меч со него, затоа што навистина беше многу вака карактеристичен, специфичен, интересен. Он беше занимлив. Јас со него многу турнири одавме заедно, во исти хотели спиевме, игравме. Многу бевме коректни еден према друг. Не е битно дали он ќе ме победи или ја него, никогаш не сме се карали, никогаш. И секогаш бевме добри другари. Он беше интересен тип, вака, сакаше шали да направи, изненадуваше на турнири, така да... Токму тоа сакав да те прашам, тој физички... Изненадуваше максимално. Кој знае каков и ќе излезе, например, на турнир со некој покорпулентен, овој ќе смета дека лесно ќе мине, меѓутоа... Маце го подценува, али он беше многу јак играч. Сашо знаеше да... Топката ја осеќаше многу, најголем осет, мислам, имаше он. И тоа знаеше добро да шета лево, десно, лево, десно, лево, десно. Ти средношколските денови, каде ги мина? Ја во Скопје, ја средно техничко завршив, али нон-стоп бев на тенис, нон-стоп. Училиште тенис, училиште тенис. Меѓу другарите сигурно беше звезда кој ќе прочитава вестник. Другарите си станал шампион. Ме пратеа, сите знае, така. Многу ми е чудно да преку тенисот станав многу попопуларен и повеќе луѓе ме знаат, вас е тенисерот, него ли електроинженер, директор на една фирма, директор на друга фирма, директор на трета фирма, успешен бизнисмен се. Не, праше това не, вас е тенисерот, сите ме знаат. Добро, ама и тенисот ти помогна во тие голема афирмација. После ќе одиш, ќе седнеш со некој, ќе кажеш кој си, што си, одма се менува. А исто кога се вработував во фирмите, кога пишував CV за мене, ќе напишев тениски надпреварувач, игра, вика, тоа е доволно, каже. Ти знаеш да се бориш, вика, ти знаеш да победуваш, ти знаеш да губиш. А тоа е најважно. Кажавме председател на ТК Јук, тренер на оваа генерација што ја спомена, и до кога траеше тоа, тој контакт со тенискиот спорт? Највеќе мислам, до 86-та, па Лазовски Јовица дојде за председател, тој 2 мандата беше по 4 години, многу се жртвуваше Јовица, секоја му чест, мислам, ентузијаст голем. И после тоа 90 години дојдоа турбулентни времиња. Највеќе ми е криво што луѓе се залетаа, што воопште не го сакале Зоки тенисот, што не ни знаеле ни што е форхенд, бекенд, ни Штериев не го знаеле, ни Васе, ни Сашо, станаа председатели на клубови, станаа управи. И они од тој момент, од денеска почнува тенисот, тоа пред нас не постои. Се бриши, нема. Тоа, и автоматски чим имаат тие луѓе таков пристап, тоа почнува стагнација. Прво нас не одбија од терените,
Има некои турнири, ово, она. Ниеднаш не поканиле, дојдите, вие сте овде, и дале 200 кила зној, афирмации, ово, што, четврта екипа, така југ беше Југославија, екипно у Загреб освоите. Втора јуниорска... Ако поединечен спорт имаш и екипни првенства, екипни имаше, кога да. беше тоа? Тоа беше 72 година. И Пред во земјотресот, Загреб значи. доста добар резултат. Имаше во новини, пишуваше, мислам. Составот? Состав јас, Тошо Николовски, Лазовски, Ночев, Дане Трпховски и Ѓуровски. Така да, добри бевме, добри. Тогаш Михајлов беше во Германија, не можеше да дојде. Така. Добро, таа генерација отидовте таму ваму, Да. меѓутоа ние постарите љубители, новинари на тенисот се сеќаваме на сите, дури ни се враќа и таа слика како изгледаше тогаш. Да. Јас се тенискиот гледам на клуб. сликиве у некои панталончиња, некоја обична мајца, борово патики, некој дрвен рекет. А сега какви рекети има, неверојатни. Сега одиш, поигруваш малку рекреативно? Рекве помалку, овака, кој ќе ме повлече малку. Ја не знам, ја мислам дека тоа ќе остане во мене до крај на животот, мислам ја. Тоа влегло во мене, у крвта и... Иначе, куриозитет, исто, во Црна Гора имаше 70 двомеч. Македонија-Црна Гора, прв пат да се одигра тениски турнир Црна Гора, ние отидовме тамо да им направиме афирмација и ги победивме, мислам, слаби. Сум играл у Врање на тениски турнир 5000 гледачи. Цело Врање, навиваат фудбал, ово, игравме со Врање некој меч. Игравме во Звечани, Косовска Митровица меч. 2000 гледачи, навиваат. Добро, интересно им беше тоа, беше, мислам, вака, едно убаво надополнување на секојдневието. И во Кичево сум играл на 4000 гледачи, во војниот полигон во Кичево, 63 година, тениски терен направи, дојдоа многу јаки играчи од Београд, од Загреб, се, меѓународен турнир беше во Кичево. Луѓе, полно, гледачи, неверојатно. Значи, убаво беше во Македонија, вака каде настапуваше Само на Кичево? Скопје, само Скопје. Каже дека имаше тениски терени и Тетово. Тетово игравме, исто Саре имаше некој терен тамо, некоја сме поигрувале. А иначе, мојот најголем подем беше на 15 години го победив републичкиот првак од Тетово Теофиловски. И тоа беше бомба, како може пионерче да го победи републички Сериорски првак. Ау, тоа беше голем стимуланс за мене. Иначе тогаш играше и Мето Георгиевски. Даде, Мето и ракомет и фудбал се играше. Перо Манов играше тенис, Аврамовски од Тетово играше. Теофиловски, да. Спасеновски и оцо од Тетово, тие беа таа генерација. И сега, бидејќи имаш доста минато, Да. Тенис многу гледам на телевизија. Тоа, сакам има да прашам турнир, една не мрдам. споредба тенисот тогаш и сега. Ние тогаш сме играле онака како бил по светски размери. Ние не сме можеле да измислиме нешто ново што се играло во Австралија, во Америка, во Европа. Ја чак ние од овде, ја од Скопје, одам во Германија, па ги учам германците како да играат тенис. Да. Македонска школа. Така да од овде беше таму. И мислам, многу се менува тенисот. Многу и индустријата, технологијата прави многу промени. Ние тогаш игравме со 5 слоја дрво, па 7 слоја, па жици, некои најлон, а рекетиве се сега неверојатно. Ја кој играв беа 390 грама беа тешки. Сега се 150, 160 грама. Сега се прават од титаниум, кој има 300% појак удар од дрвените рекети. Значи, ние сме играле многу помек тенис, затоа што... Значи, тогаш немаше шанса да се игра код денеска еден Не, атомски со тенис. тие Колку дрвени да сакаш, ракети. не можеш. И технологијата го Топчињата, стопираше тоа. топчињата ги подобрија многу. Тогаш беа рунтави, тешки, ова, сега се... Па ако заврнеше, Да, ќе се напуни со вода, не скака.
Сега гледам, цело време ги бира, дали ова точно 2-3 поена што направил, малце му се излижало. Големо чудо, малце не. Мора да биде ново, со ново, подобро сервира е така. Сега кондиционо се многу јаки играчите и тенисот е многу изменет. Мислам, многу школи, јас се сеќавам на Боротра, Лакос, Франција, таа историја тенис, тогаш игра ваков тенис. Па после почна малце поелегантно, почна во светот. Па после почна кондиција, снага, почна да се менуваат ударци, почна топ спинот да напредува, почна сервисот да напредува. После оној кус удар со трзај, еве, па Надал, например, не зема залет. Модерно беше топката кој ќе дое до највисоко ниво, тогаш да удриш. Тогаш имаш голем гол, јако да удриш се. Многу се менуваше, а сегашниот тенис не можам да го познам. Во наше време не се играше ова. Зборевме за Надал, за ударот. Надал сега го игра вака, краток потез, нема више позади се. Нема време за толкаво извлекување. Брзо оди играта, топчето. Многу се кондиционо јаки. Многу, мислам, ти да издржиш 36 поена, лево, десно, отиде душата. Ти најдобро знаеш, пак ќе ти испомена оние 8 часа играње. Напорен. Иначе, анализи има, мечот ако таа е 3 сата, тениски меч, 10% е ефективна игра. Да. Али и тие 10%, 20 минути се катастрофа. Убиствени. Фајтерски, што би рекол. И тогаш, и сега многу повеќе се тренира, Зоки. Ние тогаш игравме по 2-3 сата дневно тренинг, сега се 6 до 8 сата дневни тренинзи. Тоа сакав да те прашам, кога го поставив не беа големи тренинзи за спортскиот ден. Тогаш само иницијатива, само трчаш, физкултура, све беше само иницијатива. Нас никој не ни кажуваше ни која храна, витамини, немаше тогаш. А сега еден играч како Федерер, Надал, Ѓоковиќ, околу себе 10 луѓе. Цел штаб, цела репрезентација околу еден. И што да јаде, и што да пие, кога да спие, и кога да трча, и кога да вежба. Што мислиш за македонскиот тенис, до каде може да стигне? Малку ме чуди, наше време беше многу диво, немаше услови се, а сега има и услови, терени, се отворија секаде Струмица, Охрид, Неготино. Еве сега новата акција на владата, 35 тениски хали за, па не знам, тениски терени, тоа е фантастично. Али сега да дојдат, треба да дојдат обични луѓе. Како што е Ѓуровски, кој направи деца. Како што е Јани Бачи во Суботица ги направи Ковач, Бало, Касап, еден човек. Како што е Ерцеговиќ у Сплит, ги направи Пилиќ, Јовановиќ, ова сите. Сега треба по сите градови еден ентузијаст. Кој ќе биде и домар, и шпанер, и терените, и со децата. Сега тоа. Иначе без еден таков човек. А другото веќе втора фаза. Најосновно е ова, да се најде таков човек, да ги собере, да се одделат талентите, после веќе е друга работа. А доволно е за Македонија годишно, не, у една генерација од 4 години, 2 талента се. Секоја генерација, секој 4 години по 2 добри играчи се isfрлат. А тие се најдобри амбасадори. Ако речат Николовски од Тошо, од Македонија, игра турнири у Германија, у Африка, у Америка. Афирмација на или како Александар Китинов, он играше големи турнири, Австралија, Америка, многу еден од најголемите играчи на Македонија. На ATP турнири дубл беше невероватен. И секаде пишуваше Македонија. Тој беше голем амбасадор. Добро, факт е дека е спортот нешто големо и многу може да придонесе за афирмацијата на сите нас, на државата. Вака за тенискиот живот на Васе Апостолов говоревме, сега спомна електроинженер, заврши средно техничко, па во приватниот живот. Да.
Па, како ви кажа, треба и жената да се погоди, така да на тениски терени ја запознав и жената. И она беше љубител, Мија се вика, на тенисот. И она ми даваше голема поддршка, мислам, ако она е против, не оди работата. Така да, после тоа, преку таа тениска афирмација, преку знаењето германски јазик, Германија искуство, ја успеав многу брзо да се афирмирам и во стопанскиот живот, мислам. Бев директор на Искра Делта 10 години, најака компјутерска фирма во Македонија. И практички од почеток ја формирав, па бев во Бирострој директор Марибор, па после пак бев во Германија некој представник, па на една германска фирма, така. Мислам, 7 професии имам смената во животот и секоја сум почнувал од нула. Од нула. Не ти било тешко, Не, бидејќи знам да губам, спортист, знам да победувам. А спортиста покрај не. Мија, семејството, Син кој моментално магистрираше сега во Белград, со него има една случка. Ја тогаш бев во топ форма, амбиции, сакам синчето да го правам тенисер. На 7 години јуниорски ракети од Борг, опрема, све, ја од Германија вратен тогаш се. И 4 години го тренирам, нон-стоп, али видов дека не го бива. И 4-та година он ми вика, со 10 години, дојди вамо, тато, доаѓаме, што е? Може да те замолам нешто, да престанеме да играме тенис. Зашто? Не ме бива, тато. Ја му пружив рака, добро, фала, и престанавме да играме. Многу ми е криво, иначе ја ќе волам, обично, сега тенисери стануваат со заслуга на родителите. да, И тој во што е Македонија помоќен, сега. што може да ги пласира. Сите така Таму, стана, ваму, по школи, по и турнири. Русевски така стана, и Магдинчев, и Батев, и Шевченко, родителите многу помагаа, многу. Со нив, а и многу трошат родителите. Па затоа Многу е некој треба ризично. да се има за да... Многу е Можеш. ризично и многу родители се занесува дека децата ќе им станат светски шампиони. Многу е тешко. Во светот играат 100 милиона играчи, а само 20 се појавуваат. Секоја сезона ќе пркнат овака. Па и во финалето има место за двајца. Да, на сите да, турнири. да, нема. Се чистат меѓу себе, еднаш еден, еднаш друг, тоа е квалитетот. Зоки, Германија, јакова бев тогаш со 5 милиони играчи, па немаше играчи од светско ниво. Грција немаше 40 години играчи од светско ниво. Ние од Македонија бевме подобри од нив. Добро, тогаш такво време беше, на талент, на упорност ги фаќавме, другите ги добивавме. Да. И сега што е вака во овие пензионерски денови основна преокупација во Основно, живот? спомените да си останат, другарите стари, со нив муабети, а најважни се спомените. Со вас се комуницираме стално, мислам со него сме, да кажеме, он ми бил еден од идолите кога сум доаѓал на тенис, сум се дивел на неговата техника, бидејќи он имал среќа да у тоа време кога он почињал, бил под надзор на врхунски тенисери кои служеле у војска од ју просторите, така да за разлика од другите, он своите ударци ги донесе до совршенство. Ретко после тоа да некој дојде до тој степен да биде успешен као тенисер, бидејќи да го гледаш него, тоа исто како да гледаш од една книга како си следуваат сите ударци. Ние на некој начин бевме, да кажеме, диви во тој однос, бидејќи не бевме под надзор на тренери, без него буквално бевме самоуки, али за Македонија дававме максимум. Мојата генерација со Ночев, со Пота, со Тодор Николовски покасно, кај што исто така постигнаме завидни резултати у ју просториите, бидејќи за мене успехот не бил у Македонија, него успехот бил ако ван Македонија постигнеш некој резултат позначаен за кој се дичала самата Македонија.
Многу пратам тенис, многу ме интересира, а има турнир на телевизија, нема пропуштање, нема. Чак станувам и у 2, 3, 4 саат уполна да ги гледам емисиите. Добре. Добрава се. Млад пензионер, пензијата е солидна, еден скромен живот и да има успеси на тенисот му пожелувам многу. Штета што не ме користеле до сега. Можеле многу да ме искористи. Па има време, не си престарен. Со нив почнал тенисот. Добро, еве, тоа е за крај. Тоа е за крај. Тоа беше Васе Апостолов, поранешен македонски шампион во тенис во сите конкуренции, од пионери, младинци до сениори. Човек кој го афирмираше македонскиот тенис и спорт воопшто и надвор од границите на нашата земја, а постарите љубители на спортот убаво се сеќаваат на неговите долги мечеви таму на тениските терени на југ, па затоа и тој е еден од оние наши легендарни спортисти.